здраво ученици, од овој момент ќе започнеме со проучување на факторите за растење на растенијата. Добар ден, ученици! Денес ќе зборуваме за фактори за растење на растенијата, а оваа е лекција по природни науки наменета за учениците од 5-то одделение. Во претходната лекција за фотосинтеза, која ја работевме на претходниот час, ние всушност ја изучувавме фотосинтезата и видовме што се случува со растението за време на фотосинтезата. Ние учевме и научивме дека растенијата со помош на овој процес си создаваат храна за нивни раст и развиток, со што храната што ја создаваат за нив самите во исто време представува и храна за животните. И тоа пред се за тревојадните животни или хербивори и за сештојадните животни или омнивори. Фотосинтезата е најважен процес за целокупниот живот на нашата планета. Тоа е така, бидејќи растенијата се единствените организми кои вршат претварање на сончевата светлина или светлосната енергија во хемијска енергија. Таа хемијска енергија е вградена во хранливите молекули во внатрешноста на самите растенија, пред се е вградена во шеќерот глукоза, кој што представува производ од тој процес на фотосинтеза. Таквата особина на растенијата ги прави да бидат секогаш прва алка во сите синџири на исхрана, што значи дека не постои ниту еден синџир на исхрана во природата во кој нема вклучено растение како прва алка. Но, исто време, можеме да кажеме и дека таа особина на растенијата, тој процес на фотосинтеза, кој што го има само кај растенијата, ги прави основа во сите пирамиди на исхрана. Ајде сега да повториме уште еднаш како се вршеше фотосинтезата и што е најважно за тој процес. Од оваа слика гледаме дека за да може едно растение да врши фотосинтеза, потребно е да прима 3 работи. И тоа, прво, потребно е да има примање на вода и растворени минерални материи во водата од почвата. Потоа, второ, примање на јаглерод диоксид. Тоа беше гасот што го издишуваа животните па и човекот. И трето, примање на сончева светлина, односно светлосна енергија од сонцето. Овие 3 нешта овозможуваат растенијата во зелените листови со учество на еден молекул или пигмент наречен хлорофил да создаваат 2 типа на производи. Прво, да создаваат шеќер или глукоза, кој представува храна за самите растенја, и второ, да создаваат и да испуштаат кислород во воздухот, кој е неопходен за дишење од страна на животните и се разбира човекот. Откако повторивме за фотосинтезата, денес ќе продолжиме со изучувањето на факторите кои се важни за растот на растението.
Na ova video imаме прикажано процес на ртење и на никнување на млади бебиња растенја од најразлични видови на растенја. Па ајде да го видиме ова кратко видео за растење на различни видови на растенја, почнувајќи од фаза на семе. Па ајде да го видиме ова кратко видео за растење на различни видови на растенја, почнувајќи од фаза на семе. Овде имаме приказ на проартување на младо бебе растење од пченично зрно или од зрно на пченица. На овој дел од видеото е прикажано проартување и изникнување на младото бебе растење од зрно на пченка. Овде пак имаме приказ на израснување на младите бебиња растенја од повеќе зрна на граф. Гледаме дека во првата фаза на растење најпрво се појавува коренчето на малото бебе растење, а потоа нагоре расте малото и кревко стебленце кој ги носи првите мали ливчиња на бебето растение. Затоа, откако го видовме ова видео, овој час ќе имаме за цел следново. Прво, да научиме да истражуваме како на растенијата им е потребно да имаат вода, почва, воздух, топлина и светлина за нивни правилен раст и развој. Потоа, да дадеме своја предпоставка или хипотеза за тоа што ќе се случи со растенијето ако му недостига еден од факторите кои се неопходни за негов раст и развој. Трето, да даваме предлози и да разговараме како да провериме што ќе се случи кога ќе недостига еден од тие фактори за раст и развој на растенијето. Потоа, да ги анализираме резултатите од нашето истражување, представувајќи ги во табела или диаграм, и на крајот, како последно, да дадеме заклучок дали резултатите ја поддржуваат нашата предпоставка што сме ја дале на самиот почеток од истражувањето. Како ќе го започнеме истражувањето? Потребно е да имаме две нешта во предвид. Прво, што ќе истражуваме, а второ, што ни е потребно за ова истражување. Најпрво, кога ќе се запрашаме што ќе истражуваме, треба да знаеме дека ќе истражуваме колку се важни условите врз процесот на растење. А на второто прашање, што ни е потребно за ова истражување, како и претходните видови на истражување што ги спроведувавме кај претходните лекции, треба да знаеме дека ќе ни бидат потребни соодветни материјали за да го спроведеме истражувањето. Во овој случај, за да го спроведеме ова истражување за фактори на раст и развој на растенијата, ќе ни требаат семиња кои ртат бргу, како што е, например, граф, леќа, житарки. Потоа ќе ни требаат садови, кои може да бидат од стакло или пластика,
плодна почва, која ќе ја ставиме во садовите и се разбира вода. Како ќе го започнеме истражувањето и по кој редослед ќе се одвива тоа? Најпрво ќе земаме 3 садови, кои може да бидат пластични чаши, тегли или саксии. Нив ги означуваме со броеви 1, 2 и 3. Со тоа правиме 3 групи на растенија во ова истражување, од кои едната ќе ни биде контролна група, а растенијата во таа група наречени контролни растенија, а останатите 2 сада ќе ни бидат експериментални групи и растенијата во нив се разбира ќе бидат наречени експериментални растенија. Во пластичните чаши или во малите саксии ставаме плодна почва и додаваме вода. Количеството на почва треба да биде исто и во трите садови. Потоа, по 3, во сите 3 сада ставаме ист број на семиња. Потоа, садовите ги поставуваме покрај прозорец и секој втор ден им налеваме вода додека да изртат семињата. Откако ќе изртат семињата, започнуваме со следната постапка. Чашата или садот под број 1 ја оставаме на истото место покрај прозорецот и продолжуваме да ја додаваме вода секој втор или трет ден. Чашата под број 2 ја оставаме на истото место, но не и додаваме вода, што значи дека почвата во чашата под број 2 понатаму треба да биде сува. Чашата под број 3 ја ставаме на темно место и додаваме исто количество на вода како на чашата под број 1, што значи дека чашата под број 3 нема да биде изложена на светлина. Откако сме ги распределиле сите 3 чаши или садови, продолжуваме и понатаму да наблюдуваме што се случува во наредните денови, а резултатите ги внесуваме, односно забележуваме во табела. Почетните постапки околу поставувањето на експериментот можеме да ги видиме и на оваа видео. Здрави ученици, јас сум Нетка Димовска, професор по биологија и природни науки. Во оваа кратко видео ќе ви ги дадам упатствата за поставување на експеримент за следење на факторите на раст и развој на растенијето. Што ни е потребно да го поставиме овој експеримент? За поставување на овој експеримент потребни ни се следниве нешта. Најпрво треба да имаме 3 сада. Пластични чашки, стаклени тегли или сакси по ваш избор. Потоа да имаме маркер за означување на овие садови. Треба да имаме семе, почва и вода. Што правиме прво? Најпрво ги означуваме садовите со реден број 1, 2 и 3. Зошто го правиме тоа? Го правиме тоа затоа што ни е потребно во овој експеримент да имаме 3 групи, од кои едната група, семињата во садот 1, ќе биде контролна група, а семињата во садовите 2 и 3 представуваат експериментални групи.
Откако ги означивме садовите со 1, 2 и 3, ги полниме со почва. Внимаваме почвата да биде во иста количина или да ставиме исто количество на почва во трите сада. Јас веќе имам готово приготвени садови со почва. Значи, сад 1, сад 2 и сад 3. Значи, внимаваме во садовите да имаме приближно исто количество на почва. Потоа ни е потребно да имаме семиња кои брзо ртат. Во случајот семе од растението граф. И тоа, во трите сада ставаме исти број на семиња. Јас одбрав да ставам по 2 семиња во секој сад. Семињата кои ги ставаме, обично гледаме да ги ставиме крај ѕидот на овој сад, за да можеме да ги наблюдуваме промените што ќе се случуваат во текот на експериментот. Значи, во првиот сад ставам 2 семиња, во вториот сад исто така ставам 2 семиња, нормално покрај ѕидот на садот и веднаш под површината на почвата. За да можеме да наблюдуваме што ќе се случува. И исто така и во садот 3 ставам 2 семиња. Откако сме ги ставиле семињата во трите сада, еве имаме во трите сада по 2 семиња. Откако сме ги ставиле семињата во трите сада, сега во трите сада треба да ставиме исто количество на вода. Јас одбрав да ставам по 1 супена лажица на вода во секој сад. Еве, ставаме 1 супена лажица вода во сад 1, за да се навлажни почвата, 1 супена лажица во садот број 2 и 1 супена лажица во садот број 3. Ставам супени лажици затоа што овие садови се многу мали. Доколку одберете саксија или тегла, нормално дека ќе ставите малку повеќе вода. Откако сме ги припремиле трите сада, ги поставуваме крај прозор на отворено, сите три сада да бидат во исти услови. Значи, сите три сада, додека да проортат семињата во нив, треба да бидат изложени и на светло, и на топло, потполно исти услови. Сега ги земаме трите сада, садот 1, садот 2 и садот број 3 и ги ставаме на прозор. Еве го садот број 1, садот број 2 и садот број 3. Значи во сосема идентични услови. Откако сме ги ставиле садовите на прозор, на секој втор или трет ден во трите сада ставаме помалку вода. Штом проортат семињата во садовите, започнува втората фаза од експериментот. Што ќе направиме? Садот број 1 го оставаме на прозор и му додаваме на секој втор или трет ден малку вода. Садот број 2 исто така го оставаме на прозор покрај садот 1, со таа разлика што во садот број 2 понатаму воопшто не ставаме вода. Значи, почвата во садот број 2 треба да биде сува. Садот број 3 го тргаме од тоа место и го ставаме на некое темно место или го покриваме со некоја кутија, да биде потполно
изолирано растението од допир на сончева светлина. Со таа разлика што садот број 2 ќе има светлина, а ќе нема вода. Садот број 3 ќе добива вода во исто количество како садот број 1 и во исто време, само што садот број 3 ќе биде во темна просторија или ставен на темно, а садот број 1 ќе биде и понатаму изложен на светло. Овој експеримент обично трае до 15 дена, што значи дека сега е добро време да го започнете експериментот и да ги следите промените. Секојдневното следење и забележување на промените се внесува во табела. Исто така, внесените забелешки можете да ги подкрепите со фотографирање на истите тие промени и да ги праќате до вашите предметни наставници. Ви посакувам успешна изведба на експериментот. Каква табела треба да направиме за внесување на забелешките од наблюдувањето? Можеме да направиме табела во која ќе бидат внесени одликите на растението што ќе ги наблюдуваме во текот на истражувањето. Значи, овде имаме еден пример на табела, која што има 3 главни колони за деновите. Прв ден, втор ден, трет ден, подолу, четврти, петти и шести. За секоја главна колона имаме под колони 3, при што секоја се одредствува за одредениот сад. Значи за сад број 1, број 2 и број 3. Ние во овие колони ќе ги ставаме карактеристиките кои што ќе ги наблюдуваме кај растенијата во текот на истражувањето. Во првиот ред, односно првата колона од оваа табела, се дадени одликите на растенијето. Ќе ги наблюдуваме висината на растенијето, односно колку пораснале тие растенија од ден во ден, потоа бројот на листовите, колку нови ливчиња пуштиле сите тие растенија во трите садови, како и бојата на листовите. Дали се свежо зелени листови, бледи жолтеникави, дали се повенати или убави сочни листови. Ова ви е примерна табела во која што ќе можете да ги внесувате сите тие промени во текот на целото истражување. Значи, како што течат деновите, вие можете оваа табела да ја дуплирате и да додавате подолу нови денови, по 3 денови во секое ново додавање. Како и претходните истражувања, така и ова истражување представува фер тест. Во овој фер тест имаме два типа на групи на растенија. Контролна група на растенија, или така наречени контролни растенија, тоа се растенијата во садот број 1, кои се со сите поволни услови, на кои што им е овозможено да имаат почва, течности, топлина и светлина. И експериментална група, односно експериментални растенија, тоа се растенијата во сад број 2 и сад број 3, кај кои недостасува некој услов. Во случајот со нашиот експеримент, во садот број 2 недостасуваше течноста, односно водата,
а во садот број 3 недостасуваше светлината. Во овој фер тест има 3 типа на променливи. И тоа, независна променлива, тоа е услов или состојба кој го менуваме ние самите, односно ученикот или истражувачот. Зависна променлива, тоа е услов или состојба кој го следиме и наблюдуваме во текот на експериментот и кој зависи од независната променлива. А во случајот со нашиот експеримент, ние ќе ја следиме висината на растението, односно колку високо ќе пораснат растенијата, бројот на ливчињата што ќе ги пуштат растенијата, како и бојата на самите ливчиња. Контролни променливи, тоа се услови или состојби кои можат да влијат врз зависната променлива, но ние ги држиме под контрола. Значи, тоа што контролираме е количество на почва, исти садови за растенијата, па и топлина, односно температура во просториите во кои што се наоѓаат. Трите типа на променливи можеме да ги представиме во табела како оваа подолу. Значи, во оваа табела која се состои од 3 колони се дадени трите типа на променливи. Како независни променливи или како услови кои што ќе ги менуваме ние, тоа е количеството на вода што ќе го додаваме или нема да го додаваме во садовите, како и количеството светлина на која што ќе бидат изложени растенијата. Како зависни променливи или услови или состојби што ќе ги наблюдуваме и ќе ги забележуваме во табела во текот на истражувањето, тоа се висината на растението кое што ќе расте, бројот на листови кои што ќе ги пуштат растенијата, како и бојата на листови. Додека, како контролни променливи или услови кои што ние ќе ги држиме под контрола во текот на експериментот, тоа се услови кои што ќе бидат оставени исти за сите 3 садови со растенија, а тоа е исто количество на почва во трите садоа, иста температура или топлина во просториите во кои што ќе се наоѓаат и исти садови за семињата. Како кај секое истражување, така и кај ова треба да дадеме своја предпоставка или хипотеза околу тоа што ќе се случува со растенијата за време на експериментот. Можни предпоставки или хипотези кои што можеме да ги дадеме се: за садот број 1 можеме да предпоставиме и да ги дадеме следниве предпоставки. Например, јас мислам дека растенијата во садот број 1 најдобро ќе растат и ќе се развиваат, или пак најслабо ќе растат и ќе се развиваат. За садот број 2 можеме да предпоставиме: мислам дека растенијата во садот број 2 ќе овенат и ќе умрат, или пак мислам дека растенијата во сад број 2 најспоро ќе растат и ќе се развиваат, или пак да предпоставиме дека растенијата од сад број 2 ќе растат исто. Можни предпоставки за растенијата од сад број 3 се: мислам дека растенијата во садот број 3 најспоро ќе растат и ќе се развиваат, или пак да предпоставиме дека тие ќе се мали, бледи и жолти растенија, или пак да предпоставиме дека растенијата од садот број 3 ќе изумрат. Или пак можеме да си дадеме предпоставка, односно хипотеза, со
следнава реченица. Мислам дека сите растенија во трите сада ќе растат исто. За полесно разбирање на експериментот, можеме да ја направиме и оваа табела, во која што се дадени наједноставни информации. Табелата има 3 колони, од кои првата колона е резервирана за садовите со семиња, втората за условот кој што го менуваме, сончева светлина, и третата за условот кој што исто така ќе го менуваме, а тоа е водата. Исто така, оваа табела има 3 реда, значи, во првиот ред, кој што се однесува на садот под број 1, ги даваме следните информации. Дали садот број 1 ќе прима сончева светлина? Да. Дали ќе прима вода? Да. Вториот ред за садот број 2 ги даваме следните информации. Дали садот од број 2 ќе прима сончева светлина? Да, бидејќи ќе се наоѓа покрај садот број 1. А дали ќе прима вода? Не. За третиот ред кој се однесува на садот број 3, ги даваме следните информации. Дали садот број 3 ќе прима сончева светлина? Не, бидејќи ќе го ставиме во темна просторија или на темно. А дали ќе прима вода? Да, бидејќи ќе му додаваме исто количество вода и во исто време како на садот под број 1. Пријатно учење, ученици! Ви посакува професор Нетка Димовска од Основно општинско училиште Маршал Тито Струмица.